Исполнети се сите услови да падне лажниот мит за лулката на демократијата и Атина конечно да биде ставена на светскиот столб на срамот. Со ваква увереност во тонот македонците од Грција ги испратија експертите за човекови права на Обединетите нации. На средбата со Грахам Фокс и Геј Макдугал во Воден, која не ни беше дозволено да биде снимана, има историска можност да го докажат своето постоење и културната, јазичната и националната посебност, што со години им се негира од земјата членка на Европската Унија. Јас му кажувам право да кажем, вот ние сме македонци, ние живели сме тука години и лади. Македонци сме, не знаеме од македонци, друго име не знаеме. И ќе прави свадба, ќе свират свирките, ама македонско не ќе изборе не идеја. Песна не ќе каже не идеја. И се. Како малцинство во Грција, не треба да измениме границите. Тука Грција. Може да бидеме македонци и сакаме да бидеме и треба да признава Грција македонско малцинство тука, да имаме нашите права, ма не сакаме да измениме границите. Мисијата на американските експерти дојде во очи на Светскиот ден на демократијата и во период на засилен дипломатски притисок за надминување на билатералниот проблем меѓу Грција и Македонија зимето. Од партијата Виножито, со чие повеќегодишно лобирање се случи посетата на Фокс и на Макдугал, велат дека важноста од настанот е поголема, со тоа што извештајот на мисионерите ќе биде документ со кој ќе се запознаат многу тела на светската организација. На еден индиректен начин се демантира било кои официјални изјави од премиерот до министерот за надворешни работи и до сите грчките представници дека не постои македонско малцинство. Веќе не можат да го кријат пред сите меѓународни представници. Властите во Атина засега не ја коментираат посетата на Макдугал и на Фокс, кое што атинските медиуми ја оквалификуваа како ненадејна. Синоќешната средба во Воден не мина без проблеми. 3 лица кои што се представија како локални новинари се обидуваа да направат инцидент, инсистирајќи да го снимаат разговорот на експертите со македонците во Грција. Нашинците за нив тврдеа дека се вработени во грчката полиција. По ова, полицијата во Воден еден по еден го повикувала на информативен разговор персоналот во ресторанот, каде што се сретнаа македонците од Грција со експертите на Обединетите нации. Се распрашувале кој ја направил резервацијата и кои се луѓето што присуствувале во неделата вечер. Вашиот репортер бил сведок на вакви случувања и во Бугарија, каде што македонците таму скоро секоја година имаат проблеми на достоинствен начин да го чествуваат загинувањето на Јане Сандаски. Освен овие методи, Бугарија и Грција ги поврзува и уште нешто, тоа што и двете се членки на Европската Унија. Доколку и понатаму продолжат со негаторската политика кон малцинствата, особено кон македонското, ќе продолжат да бидат црна дупка на развиената демократија. После ваков дожд како денешниот, обично доаѓа сонце. Алфа телевизија во Воден, Душко Арцовски.